Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Еден од најпознатите крушевчани кој прерасна во вистинска македонска спортска легенда секако е одбојкарскиот тренер Јошко Миленковски. За него и не треба многу да се говори во ова представување, тој самиот ќе каже за својата спортска автобиографија, но на почетокот, како што е вообичаено, само да кажам дека тој како тренер на работнички Фершпет освои 15 титули во нашата држава, освои 12 купови со работнички Фершпет и еден со борец универзал, тоа значи 13 или вкупно 28 трофеи тука на територијата на Македонија. Па сите тие резултати не може да не останат забележани во нашата спортска историја. Може би токму поради тие резултати Јошко беше и тренер и селектор на македонската репрезентација, а своите први репрезентативни денови ги имаше веднаш по осамостојувањето на Македонија, заедно со тогаш неговиот професор Митко Циев, застана на чело на македонскиот тим кој почна тогаш да се создава и да се надпреварува во меѓународна конкуренција. Инаку Јошко е многу интересна спортска личност. Тој го заврши факултетот за физичка култура, сега спорт и здравје, така се вика, во тамо 1986 година, потоа докторираше и тој е доктор по одбојка, па сето тоа најубаво зборува за неговите квалитети, а за неговите квалитети најубаво зборуваат и резултатите кои ги споменав пред малку, но тој имаше постигнување и на меѓународна сцена со екипи од други држави, со Будванска ривиера, например, од Црна, потоа со туниските екипи, а во моментов работи како тренер во Анкара, каде што веќе е шеста, ќе ја почне и седмата година, што значи дека тој и натаму ја гради својата тренерска кариера и не останува само на она што досега е постигнато. Јошко, Крушево е убав град. Крушево е градот на најголема надморска височина на Балканот. Сум одел тамо како млад, сум скијал по коријата и мене ми оставил убав печаток. Ти секако кога доаѓаш овде, одиш тамо во родното Крушево. Впрочем, тамо почна и твојата спортска активност. Интересно е дека и за жал покојниот Тоше Троевски беше затруен со одбојката, па се појави како спонзор, па и играше. Значи има нешто одбојкарско во тоа Крушево. Па ајде кажи ни ти. Најпрво да ви се заблагодарам за повикот во ваша ценета емисија, во која има навистина што да се зборува. Имаме многу работи да ги кажеме кои можеби не се познати за гледачите, сите детали. Сигурно ќе зборуваме за развојот мој како спортисти, како тренер и селектор и професор на факултетот за физичко образование, спорт и здравје и за мојата интернационална кариера, меѓутоа секогаш се најбитни почетоците. Добро рековте, Крушево е град во кој во тоа време нашите генерации најмногу се занимава со спорт, претежно со сите спортови, меѓу кои најмногу скиење, фудбал, кошарка во гимназиските денови, во средношколските, значи наши денови, во гимназијата секогаш имало турнири во кошарка, мал фудбал и така натаму, и целата моја генерација и претходно и после тоа генерации се занимава и оставија голем белег во спортот. Многу познати спортисти излегоа од нашиот град и не само спортисти, можеби поднебието е такво да се раѓаат успешни луѓе кои потоа прават успешни кариери во сите области. Така да и овие фотографии тука кои ги донесов уште од самите почетоци, во кои се гледаат и ќе ги видат и гледачите во овие моменти. Турнири како играме во гимназијата на тие организирани кошаркарски турнири,
Впрочем, ние бевме една генерација која беше многу успешна и во одбојката, за која ќе спомнам понатаму. Меѓутоа бевме и успешни кошаркари. Јас, мојот почеток е спортски во подмладокот на фудбалскиот клуб Питугули, покрај тоа што и активно и скиевме во Мечкин Камен, скијачкиот клуб, меѓутоа по значајно беше членувањето во подмладокот на Питугули во кој бев голман. И после една повреда на еден надпревар со екипата од Пробиштип, во периодот на опоравување, во меѓувреме се формира одбојкарскиот клуб Нико Доага во 76 година и моите професори по физичко Тодор Проески, Атанас Проески и Димитар Димевски, кои беа и тренери, заедно со Вањо Здравевски, кој беше прв тренер на Нико Доага, ме посетија и бидејќи бев еден од повисоките во градот, во гимназијата, ми предложија да се префрлам од одбојкарскиот клуб, што со голема радост го прифатив и така почна мојата одбојкарска кариера во Пелагонискиот регион во екипата на Нико Доага. И бидејќи бевме и доста успешни на самиот почеток, целиот град стоеше позади нас, имаше многу гледачи, стана се тоа многу интересно и веќе не размислував да се вратам на фудбалот, заедно со така некои од мојата генерација ученици, веќе почнавме активно да играме за Нико Доага и почнавме да постигнуваме резултати. Веќе после првата година успеавме да се пласираме во Македонската лига. Тука се тие некои фотографии кои ќе ги видите. Има многу интересни настани и меѓу кои, бидејќи бевме и најпопуларни спортисти во градот, имаше многу доделување на признанија, награди, медали, а од тоа време само би го издвоил државното првенство младинско во Крушево 79-та година, во која нашата екипа настапуваше на младинското првенство, организатор беше нашата екипа Нико Доага. И ние успеавме да стигнеме до финалето, значи само после 2-3 години активно играње, со таа целата моја генерација, меѓу која бе Ќурчиевски, Чавкаровски, Маја, Сотировски, Здравевски и сите овие кои ќе видите на сликите млади одбојкари, успеавме да стигнеме до финалето на тоа младинско првенство. Се играше на отворените терени на Гумења, кај што се фудбалскиот стадион, беа спортски терени, посетувани од сите граѓани на Крушево, се организира и фудбалски турнири, целиот град живееше за спортот. И веќе немаше напуштање. Немаше напуштање, немаше дилеми, одбојката стана и спорт број 1 во Крушево. Кога заигра, на која позиција играше? Дали беше, бидејќи висината ти овозможува, тоа добар смечер, блокер и така? Во тоа време одбојката беше таква да игравме сите на секоја позиција, освен позицијата на сега организатор на играта, односно техничар, значи ние бевме и смечери, и блокери, така да ги менувавме позициите, таква беше и одбојката во тоа време, по-универзални играчи без ова специјализација која е карактеристика на современата одбојка, значи игравме све, меѓутоа, ајде ќе кажеме, повеќе смечер, повеќе блокер и така натаму. Не е битно, битно е дека ние почнавме да постигнуваме резултати, значи преку тоа младинско првенство и пласманот во Македонската лига, ние игравме и за неколку играчи од мојата екипа во младинската репрезентација на Македонија. Меѓутоа беше младинско првенство во кое се афирмиравме потполно и веќе почна да се интересира за нас и екипи, поголемите екипи. Впрочем со Вардар, бидејќи до тога ние го загубивме тоа финале, меѓутоа беше интересно затоа што ние славевме матура и целата моја генерација кои игравме и за Нико Доага, бевме цела вечер на матурска, а надпреварот се одигра следниот ден во 10 часот, беше целиот град на терените, а бидејќи претходно игравме на 2 добиени сета, а финалето во 3, ние поведовме со 2-1 и сите навијачи влегоа на терен мислејќи дека надпреварот заврши, меѓутоа се играше на 3 добиени сета. И мораше да играме уште еден дополнителен, затоа што... И тука падна. Да, и тука веќе немавме сили. Загубивме со 3-2. Меѓутоа, она што ги ми остане во сеќавање е дека во тоа време веќе почна, реков, да се интересираат поголемите клубови. Јас настапував и за младинската репрезентација на Македонија
во која настапуваше најчесто на тие купови на републики по крајни пред се партизанската олимпијада во Фоча. Да. После враќањето од една од партизанските олимпијади, бидејќи Вардар од Скопје почна да се интересира за моето преминување, веќе требаше да дојдам на студии во Скопје и секако требаше да се преселам во Скопје, а Вардар беше заинтересиран да преминам. Тренерот на Вардар во тоа време беше Вацлав Бучински, познат полски стручњак и еден куриозитет, бидејќи беше дојден да го следи тоа надпреварување во младинското првенство. На матурската вечер дојде со мојот тренер Димитар Димевски, ми поклони дрес од Полска, се тоа беше нешто што ќе го паметам, беше еден од најпознатите европски стручњаци во тоа време кој беше дојден да развива одбојката во Македонија, да помогне на Вардар да постигнува резултати на европско ниво. Беше дојден во Крушево фактички да подпишуваме договор за Вардар за следната година и ние бевме, мојот клуб во чест на тоа организираше еден заеднички ручек кај што е сега манастирот на Тоше Проевски, кој го градеше Тоше Проевски манастирот Преображение. И после тоа, ова е еден настанен случка кој ќе го паметиме сите, возеше Вацлав Бучински од популарните пеглички 125П со неговата сопруга, возеа пред нас по тие планински тесни патчиња, а ние позади него другите од управата на мојот клуб, ние, моите родители и пријатели, бевме по големо друштво. Едновреме ни се изгуби од патот, падна, а долу провалија. Што го снема со возилото? Го снема со возилото, со пегличето го снема. Падна и ние мислевме дека отиде во провалијата. За среќа, само на тоа место имаше мала ширинка под патот, со пегличката тука успеа да некако падна и тоа беше шок невиден за сите нас, меѓутоа со среќа заврши добро и ќе го паметиме така цел живот како еден куриозитет од тоа време, што можеше да се случи во времето кога требаше да подпишуваме договор, кога човекот дојде да преговара за играчи од Нико Доага да преминат во Вардар. И така почна, значи... Значи тие две работи ќе ги паметиш. Дресот, да, тој сигурно вечно ќе го паметиш и овој настан што се случи со... И тоа второ место кое не однесе на државното првенство во Љубљана, каде што навистина бевме успешни, освоивме во сите клубови младински од целата Југославија, успеавме се пласираме на 6-то место, тоа беше за нас еден голем клуб и еден голем успех. И така, мислам, тоа беа последни наши настапи, мои и на некои од играчите кои потоа премина во други клубови, како Ќурчиевски кој отиде во Црвена звезда, па потоа премина во Вардар, стана и репрезентативец на Македонија. И другите играчи кои продолжија понатаму да играат со успех за Нико Доага, меѓутоа ние двајцата во тоа време бевме така поекспонирани, успеавме да смениме средината, да поминеме во посилни клубови и така започна фактички една одбојкарска кариера. Јошко Миленковски помислуваше дека ќе ги достигне овие тренерски височини, предпоставувам да, бидејќи се определи и за популарниот ДИФ, го викавме тогаш, факултетот за физичка култура. Веројатно со самото тоа што се запиша на тој факултет, помислуваше дека по завршувањето ќе запливаш и во тренерските води. Па од секогаш сум на некој начин сум размислувал дека треба да раководам со нешто, таков ми бил и карактерот, дека еден ден треба да обучувам, да учам генерации млади спортисти, фактички се определив со самото запишување пред се да бидам спортист, меѓутоа во догледно време после тоа да... бидејќи играчката кариера се знае колку трае. Се знае, размислував од секогаш и таму ми беа амбициите и моја преокупација и приоритет ми беше фактички студирањето кога дојдов во Скопје. Сакав да стигнам што подалеку со моето образование, бидејќи реков, таков ми беше карактерот, да совладувам нови работи, да учам, а навистина во тоа време се учеше многу, нашите професори на факултетот бараа знаење, мораше да се учи, некогаш
тренинзите беа во втор план затоа што реков со моето доаѓање во Скопје се посветив комплетно на факултетот, покрај активното играње во Скопски Вардар и во првата лига. Во тоа време Вардар беше многу силен, немаше многу шанси за ние како млади одбојкари да играме покрај тие во тоа време легендарни одбојкари како Бојговски, Тасевски, Србиновски, Јанков, Докузовски и сите тие кои навистина значеа многу во македонската одбојка. Ние покрај нив бевме во тоа време почетници, млади, имаше од кој да учиме и сето тоа ни помогна да ја совладуваме одбојката од секој аспект што подобро, а реков приоритетно секогаш ми бил факултетот каде што навистина одвојував многу време и сакав еден ден да ете така да. Ти уште тогаш ги следеше тие тренажни процеси и во Македонија и надвор во Македонија и тогаш имаве добри тренери, например почнувајќи тамо некаде од Војче Радиновски, крајот на 60-тите, почетокот на 70-тите, па да се подсетиме и на нив. Потоа Таки Джиков со Трифе Трифуновски и онаа шампионска генерација, па освоен куп, потоа и Богоевски кога ја напушти одбојката, стана тренер и во Шпанија и во Грција. Тасевски исто така тренер беше и во Иран и надвор во други земји. Меѓутоа, најдолго ми се чини дека од сите на таа тренерска позиција се задржа ти, еве и ден денеска си тренер. И сега ме интересира, кога го заврши факултетот, дали веднаш почна да работиш како тренер или продолжи да играш, да се занимаваш со одбојката како активен играч или веднаш мина во тренери? Па сега добро рековте, сите овие имиња се големи имиња во нашиот спорт, во нашата одбојка, можеби и нема такви имиња во македонскиот спорт или ајде да не речем на рамна нога со најуспешните. Србиновски и Јанков, да не се налутат и многу други и тренери и одбојкари кои оставиле голем белег во нашата одбојка и секогаш со респект зборувам и секогаш со респект сум се обидувал да го спомнам нивното име и да секогаш да респектирам она што го постигнале за нашиот спорт, фактички темелите ги удриле на македонската одбојка. Да не го заборавиме и Никола Донев кој беше и прв репрезентативец од овие простори на Европското првенство во Италија, настапувал уште 70-71 година за Југославија и многу други. Ако ги спомнуваме имињата, сигурно некој ќе заборавиме, зашто стварно Македонија беше расадник на квалитетни одбојкари и тренери кои ги водеа нашите селекции. Сите овие тренери кои ги спомнавте, и Циев, и Војче Синадиновски, и Таки Джиков биле и тренери, селектори на југословенските и млади и сениорски репрезентации, учесници и на европски, и на олимписки игри и така натаму. Значи, она што тие го постигнале беше некој императив и некој мотив и за мене како иден тренер и професор кој произлегува фактички од факултетот за физичка култура во тоа време. Работнички беше екипа во тоа време која испаѓаше од прва лига во втора лига и по самото мое завршување на факултетот остана простор во работнички кој беше без тренер да ја наследам тренерската позиција. Тоа беше уште 86-та година. Значи одма после завршувањето јас веќе бев и активен играч и тренер на работнички. И така почна мојата тренерска кариера, фактички како играч, капитен на тимот и тренер. Како тренер имаше можност и да навлезеш уште повеќе во одбојката, веќе тука се среќаваш со различни играчи, различни карактери и дали тоа вака ти олесна малку кога ја подготвуваше докторската дисертација, бидејќи се беше тука околу тебе, одбојкарско би рекол. Па се, точно така, ги имав сите предуслови за напредување во сите сфери, и како тренер и на факултетот во кој почнав да работам 87 година како асистент. Меѓутоа, претходно по самото мое завршување, бидејќи дипломирав крајот на 84 година,
84-85 бев на привремено фактички вработување во елитните скопски гимназии и во Орце Николов и во Јосип Броз Тито, што исто така ми помогна во мојата кариера професорска понатаму. А 87 година веќе почнав да работам затоа што мојот професор Митко Циев се одлучи да ме прими за асистент на катедрата по одбојка на факултетот за физичка култура во тоа време и веќе ми се отворија сите патишта за напредување и стручно и научно и во спортот. А во спортот веќе како тренер на работнички, тренер на моите до тогашни соиграчи, а некои од нив и многу постари од мене, требаше да се наметни авторитет, требаше се наметни со знаење, со квалитет, сето тоа, за да се стекне авторитетот кај оние кои ти биле предходно соиграчи, за да можеш да ги водиш успешно. Мислам дека и да успешно се справував. Да речете, ни беше соиграч, меѓутоа успешно се справував со сите тие работи. Уште ова да не испуштам, само па ќе продолжиме на тренерската кариера. Кога докторираше, бидејќи зборувавме за спортот и науката, односно одбојката и научното навлегување во тој спорт? Па со самото запослување на факултетот за физичка култура се наметнуваше потреба и од магистериум и од докторат, затоа што да го задржиш местото на асистент и професор на факултетот, се разбира дека треба да напредуваш и дека треба да се завршат и магистерските студии, кои ги завршив 95-та. Ние студиравме на постдипломски студии со неколку од моите сегашни колеги од факултетот, кои ќе ги видите тука исто така на сликите, сега веќе редовни професори, во тоа време асистенти, меѓутоа студиравме на постдипломските во Белград, на факултетот за физичка култура во Белград, меѓутоа после поради одредени објективни, да речем, причини кои се случува на релација Србија, Македонија, бившите републики на поранешна Југославија, нашиот факултет отвори постдипломски и финалната фактички изработка на магистерската и одбраната се ја направивме во Скопје, значи магистрирав и јас и моите колеги кои бевме во Белград. Магистриравме на наш терен. На наш терен 95-та, а 99-та ја одбранив докторската дисертација и од тогаш станав и доцент на факултетот. Понатаму кога мојот професор отиде во пензија, стана вонреден и сега сум редовен професор на факултетот за физичка култура. Фактички тоа е највисокото звање кое го имаме на факултетот и сите професори кои бевме асистенти од таа генерација сега се декани, продекани, редовни професори на мојот факултет, значи го заокруживме нашето образование и сега фактички ја водиме таа институција. Сега ние се враќаме на Јошко во годините откако почна да биде тренер и ајде еве на пример оној период пред распадот на поранешната држава и осамостојувањето на Македонија. Каде се наоѓаше ти тогаш и дали тебе те зафати таа ветрометина, да речам, во моментот еве државата се распаѓа, каде спортски ќе продолжиш, кои беа твоите амбиции тогаш, желби и каде се најде тогаш во тој период? Тие 2-3 години во работнички како тренер, 86-та, 7-та, 8-та, 2-3 години, ние се уште настапувавме во втората Југословенска лига. Една година се сеќавам, се вративме од Македонска, затоа што додека бев на ослужување на војниот рок во Југословенската народна армија, клубот испадна во Македонската лига. После враќањето го освоивме првото место во Македонска лига, игравме турнир во Србобран со екипи од Србија, од Косово, од Црна Гора, во овој регион нашиот за пласман во втората лига. Успешно се вративме во втората лига и работнички, значи, беше второлигаш во тоа време, меѓутоа 89-та година Кире Ричлиев, кој беше
а јас бев асистент на факултетот. Како што рековме, Кире Ричлиев, кој беше капитен на Струмица, после ми беше и помошник во македонската репрезентација, ми предложи да ја завршам фактички кариерата во Струмица, бидејќи Струмица се пласира во првата лига. Јас го прифатив тоа, зашто ми беше драго да одиграм за Струмица која се пласира во првата лига, значи фактички тоа ми беше последна година 89-90 како активен играч во прволигашка конкуренција со екипата на Струмица. Имавме добри резултати, успеавме да останеме во таа прволигашка конкуренција и тогаш почна да се случува распадот на Југославија, Македонија се оддели, 91-2 веќе се формира Македонската лига и така натаму. Повторно се вратив во Крушево како тренер првата година, значи после распадот го водев Нико Доага и 93-та година стигна поканата од Борец и тоа беше една фактички година во која со екипата на Борец постигнавме добри резултати. Таа ми беше прва успешна сезона во македонската одбојка по самостојувањето, кога се формира Македонската лига и кога имаше многу силни екипи. Беше Вардар, Струмица, Работнички, Борец, Нико Доага, имаше многу силни екипи кои и лигата беше навистина квалитетна и интересна. Успеавме со екипата на Борец Универзал Промет да го освоиме купот на Македонија, бевме втори во првенството. Вардар беше неприкосновен, беше исто така многу усилен во тие први години од самостојувањето. И следната година, веќе со враќањето мое на чело на Работнички Фершпет, зашто Фершпет веќе беше спонзор на клубот, Работнички почна да пројавува амбиции да прави добра европска екипа и со големо задоволство се вратив на кормилото 94-5 и останав добри 15-16 и повеќе години на чело на Работнички и тука ги постигнавме сите овие големи резултати, целата таа еуфорија која владееше во македонската одбојка, полните сали, меѓународните надпревари и све она што Работнички го постигнуваше на домашна и на меѓународна сцена, заедно со моите играчи, навистина вложивме многу, меѓутоа сето тоа се исплатеше. Има фотографии во кои ќе видите настапите наши, каква еуфорија владееше во македонската одбојка, во македонскиот спорт, полни сали за кои сигурно ќе кажеме избор повеќе. 15 шампионски титули со Работнички Фершпет и 12 купа, плюс оној од Борец, вкупно 13, па мислам дека си на некој начин и рекордер меѓу македонските тренери воопшто во сите спортови по освоени титули тука во домашните шампионати и купови. Дали може да се сетиш вака, кој од тие шампионати ти беше вака најпривлечен, најинтересен и најнеизвесен евентуално? Почетоците беа многу неизвестни. Првите години со Работнички имаше и други силни екипи. Беше силен и Југохром, беше силна и Струмица, беше силен и Вардар. Сите екипи сакаја да го победат Работнички, кој направи една екипа за респект. Навистина, наша цел беше не само да се освојуваат титулите во Македонската лига, туку да се прави успехи на меѓународната сцена. Тоа беа нашите почетоци. Игравме во Лигата на шампиони, првите надпревари од купот на шампионите, се сеќавам, ги игравме со Војводина во Нови Сад, а Војводина имаше целата таа генерација која стана понатаму и олимписки шампиони во Сиднеј. Игра сите тие најпознатите косурот на репрезентацијата на Србија и порано СР Југославија беше оттам. Да, ние како Работнички тие години 95-та, 6-та, 7-та година игравме во купот на европските шампиони и сигурно незначителна улога споредувајќи ги сите овие екипи со кои игравме, меѓутоа тоа беа нашите почетоци. Првенствата беа неизвестни, надпреварите со Југохром имаме снимки, ќе ги видите, сигурно ќе ги пуштите нашите гледачи, ќе погледаат дел од тие неизвестни надпревари. Нашите надпревари траја по 3-4 часа и во Тетово, и во Скопје. Во тоа време финалните надпревари се играа во јуни месец на пеколни горештини, меѓутоа салата секогаш полна и таму. И во тоа време Југохром ни представуваше голем ривал. Понатаму, после неколку
сезони кога Југохром почна да ослабува, кога се појавува и други клубови, и како борец Маслодајна, и Младост Штип, и Струмица, понатаму и Лирија, и Шкендија едно време многу силна. Значи години во кои секогаш имавме по еден-два ривали достојни кои го правеа првенството многу интересно, меѓутоа ние 15 години поред бевме шампиони. Не затоа што навистина кај нас сакаа да доаѓаат во работнички, сакаше секој да игра, и работнички беше предизвик за секој наш одбојкар, не затоа што играше значајна улога во Македонската лига, затоа што имаше добри услови, нудеше добри услови на сите оние кои беа наши членови и наши играчи, и затоа што секогаш беше присутен на меѓународната сцена во која почнавме од 2000 година, за која ќе зборуваме нешто повеќе, да постигнуваме резултати значајни на меѓународната одбојкарска сцена. Од година во година бевме се подобри, се поквалитетни и со се позначајни резултати. А зашто бевте трн во око, барем јас добивав како новинар впечаток во тој период кога ги редевте и нижевте овие резултати и успеси? Па бевме затоа што ги победувавме сите и затоа што мислам дека само во оваа наша средина со, да не речам, ајде некој тежок збор за оние кои не можат никогаш и нема да ја разберат правата суштина на спортот и на спортските клубови и на тренерите кои сакаат да се афирмираат и да ги афирмираат клубовите, играчите и да постигнуваат резултати. Работнички беше клуб во кој сакаше секој да игра заради овие работи, затоа што имаше услови, затоа што играше во Европа, затоа што нудеше на играчите нешто повеќе од нивните средини. Затоа што играчите кои да се афирмираат и преку репрезентацијата исто така. Затоа што во нивните средини, доаѓајќи на факултет во Скопје, повеќето играчи беа студенти. Се намалуваше можноста од активен тренинг, квалитетен во нивните клубови. Како ќе патува сега тоа од Скопје во Струмица, во Крушево, во Тетово, значи доаѓаа како студенти и единствен клуб кој можеше да им понуди нешто квалитетно беше Работнички и приоритет на секој наш одбојкар беше да заигра во Работнички, да освои титула и да игра на меѓународни надпревари. Меѓутоа, она што е најбитно и за кое секогаш сме зборувале дека Работнички ги собирал сите најдобрите и најквалитетните. Па тоа го прави секој клуб во Европа. Јас не знам во Турција некој да се занимава со таа проблематика, зошто Фенербахче ги собира најдобрите играчи, зошто сите сакаат да играат во Галатасарај, зошто сите сакаат да играат во Црвена звезда или во Партизан или во Војводина во Србија, зошто сите сакаат да играат во Будванска ривиера во Црна Гора, зошто Реал Мадрид и Барселона клубови кои ги собираат најквалитетните од целиот свет, само кај нас во нашата средина преовладуваше мислење дека Работнички ги врбува играчите, ги растура клубовите затоа што играчите сакаат да. Па да, меѓутоа Работнички никогаш не правел екипа да освои титула во Македонската лига. Титулите доводи нагоре. Дали ќе бидат една повеќе или помалку не било битно, ние имавме секоја година шампионски титули. И кога разговаравме во нашите кругови, во нашиот клуб, викавме 5 титули би дале за еден пласман на Final Four да можеме во Европа да постигнеме еден резултат. Значи помалку ни биле битни титулите во Македонската лига отколку представувањето во Европа. Фактички таму беше целата еуфорија.